Професор доктор Васил Тоциновски, добре дојдовте во Вистинската телевизија. Вие сте на вистинското место и знам дека цел живот сте во потрага по вистинскиот збор. Па на почетокот би ве замолил да оставите како едно трајно сведоштво за вашето учество во оваа наша емисија, еден ваш автограм, се разбира со датумот денешен, и една ваша порака, ваша мисла на овој лист хартија, и би сакал истовремено додека тоа го правите да поразмислите и да посочите еден или повеќе вистински зборови. Кои се, Василе, според вас вистинските зборови? Кои зборови вие најчесто ги сметате за вистински, па и ги употребувате како такви? Има многу вистински зборови. Како човек да ги одреди, да ги одбере. Вистинското место. Неколку Еве сега на еден да издвоите. Вистински еден миг. Добро. А тој миг е цел живот. Фактички вие издвоивте два збора, односно три. Миг, живот, а сепак еден. Бидејќи и мигот е еден, и единствен, и животот е еден и единствен. Па, Светото Тројство би го заокружил сега со највистинските зборови. Добро. А тоа е човекот. Добро. Откаде го препознаваме дека е човек, каков човек е, што човек е? По вистинските зборови. Апсолутно. Човекот во кого мислата и срцето чекорат рака под рака. Филозофите велат дека тоа е воопшто невозможно такво нешто да се случува. Меѓутоа, вистинскиот човек е вистински по тоа што ќе стори напор, што ќе се обиди тоа да го обедини и да се множат на вистина вистински зборови, како што е љубов, добрина, разбирање, почит, соработка, самодоберба, смисла за простување, наспрема интрига, наспрема лага, наспрема измислица, во кој човекот и понатаму ќе остане една утринска капка роса. Сега го има, миг потоа го нема. Од тука и еден миг, а цел живот. По вистински зборови здравје. Убаво кажавте, јас се согласувам со вас. И се прашувам истовремено додека ги изговарате овие зборови вистински, односно зборови за вистината и на вистината. Дали кога бевте малечок во вашето родно Стојаково Гевгелиско, дали и тогаш размислувавте вака како сега дека животот е еден миг? Нели тогаш мислевте дека има многу, безброј мигови? И дали сте задоволни од вашиот досегашен живот, како го исполнивте, како ви протекна, бидејќи животот нема репризи, не можете ништо да промените. Ајде малку вратете се во вашето Стојаково, малку накратко во вашите почетоци, бидејќи по Стојаково вие потоа се преселувате и живеете во Велес. Од Велес во Скопје, а подоцна ќе проговориме малку и може и сега да ја спомнеме Риека. Патот ве водеше, ве одведе и во Риека во Хрватска. Ајде малку за вашиот живот, накратко. Па, се во животот е приказна, а најубавата приказна е човечкиот живот. Зошто е токму тој најубава приказна? Па затоа што е еден и единствен. Немаме 10, немаме 100 животи да ги коригираме, да ги поправиме. Да. Јас сметам, не знам колку сум во право, но дека во животот нема случајности. Се е однапред некаде во некоја тајна книга, во некоја потајна мисла, напишано, одредено или изречено на третата вечер. Така и моето раѓање во Стојаково не е најмалку случајно, бидејќи во тие повоени години, таму сум се родил, и она што е убаво ме прашавте, дали тога... Зошто од Стојаково се преселивте во Велес? Која беше причината, мотивот? Затоа што татко ми додека бил во војска,
Мајка ми да не биде сама, нејзиниот татко ја повикал да си дојде во Стојаково. Така. Што ја сум на тоа горд, затоа што дедо ми, Петра, познат Комита, војвода, имаше кобила црвенка, видра се викаше, и јас и тогаш, значи, сум смислувал и измислувал, а не е писател и не е човек што не може да смислува и да измислува, за опашот од таа кобила можела само мене да ме истрпи. Држејќи се за опашот сум ги направил и првите чекори, кои потоа ме доведоа и во, кога велам мојот Велес, затоа што тоа е сепак мојот град на детството, на младоста, на првите љубови, на првите книжевни обиди, се она што значи еден комплексен и комплетен живот. Тоциновски, кога почнавте вие сериозно да се занимавате со литература? Кој период го сметате за ваш сериозен влез и сериозен почеток за литературно творештво? Дали беше тоа во основно училиште, во средно или подоцна? Па, многу убаво се сеќавам. Ние живеевме во Велес во Долно Мало, имаше и Горно Мало, преку кое водеше патот во најстарото велешко училиште Свети Кирил и Методи. Убаво се сеќавам во 4-то оделение, учителка ми беше Василка Карталова, која ми даде крила, која ми даде слобода да размислувам, самиот да се изразувам, да измислувам приказни во кои таа уживаше. И тогаш ги објавив првите песни во Просвета, вестник на некогашната културно-просветна заедница на Македонија. И во 4-то оделение, во списанието Развигор, првиот расказ Дошт, кој потоа го внесов и во својата прва книга кратки раскази Звони 2 пати. Значи, започнавте со литературно творештво уште во основно училиште. Да. И она што е моје следно прашање за вас, на колку години објавивте првата книга? Па првата книга излезе некаде пред токму 50 години. 1972 година, во издание на тогашната престижна издавачка куќа Мисла, во една библиотека од 4 книги, 4 млади надежни автори, Тајна во сонот. Тоа беше првата творечка објава која ме подкрепи, ми даде сила и никогаш не можам да заборавам она кога говоревме на почетокот по вистинските зборови за големото творечко човечко срце. Крила ми даде Петар Ширилов, кој тогаш е уредник во списанието Современост, напиша една прекрасна рецензија за таа моја, би рекол, недосонувана или допрва започната во фантазијата, во измислиците, во досетките Тајна во сонот. Јас ја знам таа ваша книга и го знам вашиот животен пат, но за гледачите морам да ве прашувам и подпрашувам. Да. И веднаш да констатирам дека бевте еден од ретките среќници што првата книга ја објави во многу мощна, навистина реномираната издавачка куќа Мисла. Многумина можат тоа да го сонуваат во тој период, да. Па и подоцна. Да. Но, она што е исто така мощно битно за вас, вие истовремено, иако пред малку кажавте, сте го објавили, прво се објавиле расказ, вие сте прозен автор, пишувате раскази, да. Но пишувате и поезија. И она што е мощно битно, вие сте и критичар и есеист, јас би рекол дури еден од најревностните критичари, со навистина еден импозантен критичарски опус. Сега моето следно прашање е, кога би требало да се определите само за еден жар, дали е тоа прозата, дали е тоа поезијата, дали е тоа есејот, дали е тоа критиката, кој би бил тој ваш жар кој што најмногу ви исполнуваше, кој што најмногу ви исполнува и кога повторно би можеле да го започнете одново тој творечки креативен пат, за кој жар би се определиле? Тешко е прашањето. Многу комплицирано прашање, тешко да се одговори. Тешко да се одговори од смисла што припаѓам на оние немирни творечки духови,
секогаш незадоволен, секогаш во потрага по нешто ново, по нешто непознато да се открие. Да речем, иако Тајна во сонот е мојата прва книга, јас сепак мислам дека 1978 година, значи 5 години потоа, излегувањето на Птици во кругот, во издание на македонска книга, кај што тогашен директор и главен и одговорен уредник беше Славко Јаневски, го сметам сепак вистинскиот почеток што во мене остави трага, колку да се бавев и со книжевна историја, со критика, есистика, со поезија, прозата секогаш си ја носе во срцето и таа ми беше некако голема воздишка. Зашто кога излезе Птици во кругот, која имаше 10 рецензии, а кај нас критиката, за жал, никогаш не ја следела и не била во дослуг со творештвото што се случувало во него, ме подкрена бидејќи никого не познавајќи тогаш кога познаваш. Таа книга дошла во Германија, излезе еден од тројцата македонски автори покрај Митко Маџунков и Зоран Ковачев во книгата објавена во Берлин, 28 југословенски раскажувачи, а истиот тој насловен расказ, Птици во кругот, излезе потоа во светска антологија на љубовни раскази, песни, афоризми, мисли и така натаму. Но голема љубов, морам да кажам, ми е немирот, односно изработата на книжевен историчар, односно научен проследувач на македонската книжевност. Добро, вие на еден и директен и малку поиндиректен начин одговоривте дека сепак првенствено сте прозен автор, но и книжевен историчар, проследувач. Но исто така, кога говорите за вашиот творечки немир, вие истовремено, паралелно, создавате и за возрастни, и за деца. Може ли да се дели литературата на литература за деца и литература за возрастни? И каде сте вие во оваа приказна? Дали се чувствувате повеќе автор за возраст или автор за деца? Јас чувствував дека ќе ми го поставите ова прашање од едноставна причина, зашто и самиот припаѓате на една група автори, која книжевноста не ја дели, дека таа припаѓа на младите, оваа другата припаѓа на возрастните. Јас не признавам термин стари и така натаму. Но ниту вие, ниту јас, ниту други наши автори и македонски и во светот, литературата ја признаваат само низ естетските вредности. Тоа ќе рече, таа не се дели по годините, по припадноста на читателот, туку по естетските достоинства што ги поседува. Она кога човек нешто го говори, треба и да го аргументира. Јас се обидов тоа да го сторам во двете последни мои книги проза, а тоа се Гугутки, односно Грлици, во кој на еден начин се внесе и мудрост, и филозофија, и психологија, и етика, и естетика, покажувајќи дека, како што е животот еден, така и книгата е една и единствена. Тоа го покажав и во Зимски сладолед. И многу ми е драго што тоа се прифаќа, бидејќи литература мала и голема не постои. Голем и мал јазик не постои. Па македонскиот јазик не може да биде мал ако е тој еден од најубавите, најмилозвучните јазици. Се согласувам со вас и сега ќе ви го поставам тоа прашање за Риека, бидејќи ми дадовте шлагворд да проговориме за македонскиот јазик, за македонската култура и литература. Вие бевте еден од тие амбасадори на македонскиот јазик, на македонската литература и култура. Тоа го правевте во еден подолг период на Универзитетот во Риека и навистина произлегоа и дипломирани студенти во Риека на кои вие им бевте професор и лектор, а да кажеме за гледачите дека еден дел од вашиот живот
го поминавте во Институтот за литература во Скопје. Риека, какво место има во вашето срце, во вашата душа и воопшто во вашето творештво? Па, јас би рекол дека секој човек има некои златни убави периоди во својот живот, што е нормално, нели? Еден таков дел е годините поминати во некогашната телевизија Скопје. Така. И тогаш кога би го одбрал вториот дел, тој дел би биле оние 7 години од 2008 до 2014 во Риека. Таму отидов за една година со подпис од тогашниот ректор Ѓорѓи Мартиновски, Так. но останав 7 години. Односно, во тие 7 години имав еден огромен предизвик да го водам лекторатот за македонски јазик, литература и култура. Тој уште на самиот почеток стартувавме одлично. Имаше една програма која беа мали, би рекол, мини македонистички студии, смислени од искусниот, од познатиот академик Горан Калоѓера. Значи, таму предавав 5 предмети, по 4 часа неделно. Во зимскиот семестар тоа беа македонски јазик 1, македонска литература 19 и 20 век, македонска култура и цивилизација, а во летниот период македонски јазик 2 и монографски пристап кон теми од современата македонска литература. Беше уживање да се предава, да се биде во една нова средина и уште поголемо задоволство беше ако сте вие изборен предмет. Тогаш велат постојат добри, не знам, интересни, возвишени предмети. Јас мислам не е точно. Постои добар професор кој ќе ги привлече студентите и по него се предметите предпознатливи. Во тие 6 академски години јас имав 1244 студенти, од кои 20 магистранти и луѓе кои дипломираа, млади луѓе кои дипломираа и беа подготвени за македонистичка работа. Да, јас пред малку реков дипломирани студенти, но апсолутно знам дека имаш и постдипломски студии и магистри. Да. И не случајно ние денеска разговараме со вас во нашата емисија во потрага по вистинскиот збор, затоа што неодамна вие навршивте и прославивте, би рекол, 50 години од вашето творештво. Да. По тој повод излезе и овој број на најстарото македонско списание за книжевност, современост. Да. Вие долги години бевте и главен и одговорен уредник 10 години на современост. И на вистина 50 години изминат творечки, креативен пат. Не е малку. Тоа се 5 децении, без малку тоа е половина од еден век. Значи, и во таа смисла, дали по 50 години творештво, дали сте задоволни? Дали ви се остварија вашите соништа? Дали го постигнавте она што како дете, како момче од Стојаково го сонуваше, го фантазираше, го посакуваше? Или сепак има уште нешто што би сакале сега да го остварите, сега да го надополните? Пишувате ли некоја нова книга, работите ли на некој нов ракопис? Имате ли се уште незадоволство од постигнатото? Ве мотивира, ве тера ли нешто во овие пензионерски денови, кога во населбата Аеродром излегувате на прошетка по кејот, покрај Вардар, па ви доаѓаат ли идеи за нови песни, за нови раскази, за нови есеи, за нови критики? Јас да не говорам толку долго, повелете. Во правост. Човек живее и ако ја сака својата работа, всушност таа му го продолжува векот на живеење. Јас сум немирен дух, одамна не пишува песни, сега се раѓаат тие песни низ мудроста дека постоиме, дека нема, дека треба да оставиме некоја трајна трага за себе. 50 години творештво. Човек ќе се сврти и се прашува кога беше, како вчера да беше, кога помина, кога пролетаа годините.
Но одговорот е тука. Ке погледаме она што сме го сработиле. А тоа што се воли човекот не го мериме, не го препознаваме по убавите зборови, по одите, по фалбите, туку го препознаваме по големите дела. Јас може би остварив неколку што сакав, колку што може. И затоа сум задоволен од постигнатото. Задоволен сум зашто зад мене се 120 томови книги. Тие книги, уште поголемо е задоволството што имаат нас 700 одгласи кај нас и во светот. Биле наградувани признанија и сето тоа прави дека сепак постоела мерка, постоел критериум кој сте следел, те вреднувал и човек е многу значајно и среќата е голема да биде всушност среќен и задоволен по тоа не колку сакал, колку можел честито, искрено и пак ќе речам со душа и срце да создаде нешто по кое некогаш некој ќе го спомене. Ние ве замоливме и вие дојдовте во нашево студио со едно мало купче од вашите книги. Се разбира, тоа е само еден дел. Колку книги објавивте? Ги преброивте ли? Го знаете ли бројот? Па, вие сте универзитетски професор и знаете дека мораме да имаме чиста евиденција. 121 книга. Честитам, на 121 книга. И тоа е она што ме прави среќен. Сериозен опус. Вклучувајќи се во многу сегменти, еве, она што го работам, останав должен да одговорам на тоа што работам. Требаше да кажете да што сега работите. Нова книга готова 350 страници, Балкански вознеси, во кој по 10 пат, 10-та книга на критика и есеистика. Мислам дека барем во македонската практика, не можам пошироко да тврдам, нема автор кој има 10 книги критика и есеи посветени, односно дарувани за почитуваните колеги, за нашите пријатели, познаници, сакани автори, почитувани автори. И јас, кога говорев на почетокот, кажав дека сте еден од најревносните критичари и апсолутно сакам да ви честитам и да ви оддадам признание дека навистина ретко кој има толку прочитано македонски и балкански автори и пишувано за нив. Посебно денес, кога критиката е во втор план, ние дури можеме слободно да кажеме дека и немаме не само дневна критика, немаме ни стручна и толку и научна критика. Има многу причини зашто е тоа така. Но, вие сепак сте еден исклучок од тоа негативно, од тоа лошо правило. Па кога говориме веќе за нешто што имаме, нешто што немаме, иако ова наша емисија никогаш нема да биде критизерска, секогаш ќе биде афирмативна. Ќе ги афирмираме авторите, ќе го афирмираме творештвото. Но сепак, има ли нешто од минатото што било убаво, што сега не го практикуваме? Зашто често забораваме дека не значи дека се што се прави денес дека е подобро од она што се правило претходно, нели? Што беше тоа поубавото што некако го подзаборавивме и се не го практикуваме? Ајде да се подсетиме малку барем на тоа. Има прекрасни убави мигови што денеска мислам, мене ми е жал за нашите помлади колеги кои не го почувствувале да би бидат професори. Јас ја имав таа огромна среќа на филозофскиот факултет, да ми предава Блажа Коневски, Харалампие Поленаковиќ, Димитар Митрев, Кирил Пенушлиски, Гане Тодоровски. Имав среќа да другарувам, да се познавам со главниот говорни уредници Ацо Алексиев во Современост или Благоја Иванов во Разгледи, кои не потикнуваа, не повикуваа на разговор. Дај напиши, ние очекуваме од тебе, ти треба да дојдеш. Не можам да заборавам кога Димитар Митрев во еден разговор додека бев во телевизија, ми рече: Василе, ајде телевизија остави ја. Твоето место е да си дојдеш кај нас на факултет. Денеска, такувам, бидејќи
тие мои драги професори, тие пријатели, биолошки. Не се повеќе ми го Да. Меѓутоа, ме обзема така зашто денеска немаме човек кого да поздравиш, а не да ти рече, знаеш, тоа го прочитав. Да. Ние и меѓу себе малку се читаме, апсолутно. уште помалку се вреднуваме, Да. можат да ви објават текст, јас еве една критика избор објавен е во Париз, и за тоа никој да не знае, да чуе, ниту велешани велат некому му е гајле. Треба да ни биде гајле, да се почитуваме и сакаме самите себе си. Ако тоа ние не го сториме за себе, попусто ќе очекуваме дека некој друг ќе ја постигне и ќе ни ја даде таа мера. Апсолутно сте во право, се согласувам дека станавме себични, некако се затворивме во некој само свој, личен простор. Некако го да се плашат нашите колеги писатели дека ако пишуваат за друг, дека ќе си ја намалат собствената вредност. Да. И дека ќе го изгубат местото под сонцето, односно местото во тој книжевен пантеон, во литературата. Но, кога пред малку спомнавте неколку наши предходници, неколку значајни писатели, кој беше ваш идол? Имавте ли идол некој од тие професори, од тие писатели, кој што ви беше еден вид звезда водилка, па подосна може би со него и соработувавте, контактиравте. И зошто? Затоа што во животот многу често некој е пресуден, некоја личност со неговиот пристап, со неговите зборови, со неговите поуки, дури има одлучувачка улога и моќ кај писателот, кај ликовниот творец, кај актерот, кај било кој. Кој беше вашиот идол? Еве, вака најкратко речено. Апсолутно, апсолутно. Мислам, ако човек нема некого што го сака, што го почитува, што сака едноставно речено да личи на него, тогаш не е човек. Јас имав таа среќа да речеме, Димитар Митрев ми предаваше теорија на литературата. Можете да замислите, тој не користеше ни белешка, ни тетрадка, ни книга пред себе, зборуваше толку убедливо, толку убаво, разбирливо. И денеска, ако ми е потребна некаква синтеза, а тешко можам да дојдам до вистинското решение, секогаш за таа книжевна синтеза, во потрага по таа книжевна вистина, си го повикувам на припомош, односно го земам да го препрочитам Блаже Конески. Науката постои и таа ги признава само аргументите. Харалампија Поленаковиќ не научи што е фуснота, како треба да се користи, да се употребува, никако да се злоупотреби, зашто историската вистина е една и единствена. Но, ако само тоа го гледаме, тогаш научниот текст постанува многу сувопарен, тешко читлив. Па имав среќа да го читам и прочитувам Гане Тодоровски, како поетот во него, она творечка љубопитност што не ја одликува и што е наша предност, да се облагородат аргументите, фактографијата и одеднаш добивате еден примамлив текст кој го читате со задоволство и ништо не се прашувате што сакал авторот да каже. Се е јасно, децизно, прецизно и многу битно. Убаво напишано, убаво изречено. Почитувани гледачи, забележавте дека прашав и побарав да се издвои еден автор, но тоа е навистина тешко. Тоциновски со право издвои повеќе од нив, но да не заборавиме. Бројни се страниците кои што вие ги напишавте и за Кочо Рацин. Бројни се страниците кои што ги имате напишано безмалку за сите други познати македонски автори. Сега сте се уште, велам се уште, бидејќи сте секретар на Друштвото на писателите на Македонија, а размислувате малку да се повлечете од тие дневни активности, сепак ќе ве прашам, дали сте задоволни од активностите во Друштвото на писателите на Македонија, од статусот
на македонскиот писател, од тоа ние како писатели, предмалку кажавте, во врска со читањето, дека меѓу себе многу не се читаме, но дали имаме читатели, каква е читаноста и каде треба да ставиме акцент, на што најмногу во овој актуелен, современ миг, македонскиот писател треба да вложи максимум од своето знаење, од својот труд и ангажман, од својата енергија. Сакам малку да им проговорите за тоа писателско денес, она што секој дневно ни се случува или не ни се случува. Да, па јас мислам дека македонските писатели се продуктивни. И тоа е непорекливо. Објавените книги, награди, признанија, преводите, афирмацијата во светот. Сега е прашањето, за секоја игра имате двајца партнери. Друштвото на писателите не може да не влезе она што е програма, да го нема во финансиската програма. Значи, партнерството, одговорноста. Добро е Друштвото на писателите, јас мислам дека прв пат на Струшките вечери на поезијата, една грандиозна, една голема манифестација на која сите само можат да ни завидуваат, прв пат годинава отидоа представници од Друштвото на писателите. Така, точно. Јас се чувствувам и неколку години веќе не одам на сајмот на книгата. Знаете зошто? Затоа што таму ќе најдам изданија од странски автори, ваков хит, таков хит. А македонските издавачи изданија доаѓаат во втор план. А каде се македонските писатели? Апсолутно. Македонските дела, па тие создаваат, знам дека пишуваат. Голем дел од нив ми се добри, драги луѓе, пријатели. Да. И на крајот откричата ова е македонски сајм на книгата. И тоа е македонски. Зошто во нашата лектира малку не има? Така. Французите не предупредија и убав примерок даваат, кога во нивната лектира присутни се само домашни автори и книги напишани на француски јазик. Само така се создава идната читателска публика. И она, пак ќе се вратиме, да се почитуваме и сакаме себе си. Другото се ќе дојде постапно. Јас имам огромно искуство, сум бил во председателство, кога бил и Гане Тодоровски, и Анте Поповски, и особено Георги Сталев. Тука е институцијата, но тука се финансиите, тука се партнерите за договор и соработка. Васил Тоциновски, ни направивте голема чест и навистина, ова го кажувам со посебно задоволство, што учествувате во првата емисија од нашата серија од емисии, каде што ќе го бараме вистинскиот збор со писателите, со преведувачите, со сите што се занимаваат со зборот. Јас би сакал полека овој наш разговор да го привршуваме. И би сакал, еве да ве прашам. Што не ве прашав? Остали некој прашање што не ве прашав, а вие сепак очекувавте дека ќе ве прашам. И ве молам сега да си го поставите тоа прашање. И зашто не сакам да ви скратам таа можност да проговорите за нешто што сметате дека е значајно, битно, а еве јас можеби денеска не се сетив да ве прашам. Повелете. Па, кога човек оди во потрага по убавите зборови, тој внимава како ќе ги одбере. Уште повеќе внимаваме како ќе ги наредиме. Блаже Коневски како вели, песната се реди збор по збор, се одбираат, се селектираат, па да се нанижат фино како гердан, односно така како што мајсторот камен по камен ја гради куќата. Верувам дека ние во потрага по зборот се обидовме да направиме, да дојдеме до некои зборови и остануваме должни тој збор на љубов, на смисла на простување, на договор, да биде во кондиција со времето, во кондиција со годините, во кондиција со условите и да одиме напред. Да очекуваме дека сите тие работи, оние партнери што ги имаме,
што не следат, што не вреднуваат, тие постојат и мора да ги има, нели, не може и без нив, да го имаме тој взаемен комодитет во афирмација на она што, кој, каде, какви сме ние. Еве, јас би сакал на идниот саем на книгата, наместо 150 нови изданија од странски автори, да видам 300 нови изданија од македонски писатели. Јас посакувам да се остварат тие ваши желби, бидејќи тие се и мои желби, а верувам тие се желби на сите македонски писатели, па и на сите македонски читатели. Навистина, саебот на книгата е единственото место каде што треба да се презентира македонскиот автор и македонската книга. Така е, друго. Ние немаме ништо против да се представуваат и автори од странство и да се продаваат и книгите од странските Сигурно. издавачи и автори. Но, ако вие дојдете на саемот и доминираат книгите на англиски јазик, а ги нема македонските изданија, некаде се подрафтовите или воопшто не се донесени на штандовите, тогаш нормално дека ќе се прашате, па зошто македонски писател да оди на таа манифестација? Значи, сосема се согласувам и верувам дека ова сериозно ќе биде сватено и верувам дека денеска, овдека, во ова наше студио, вам ви беше пријатно и дека малку ве подсетивме на она време кога и вие работевте во македонската телевизија, и тоа не само што работевте, бевте уредник, носител на редакцијата за култура, на културната програма, на втората програма на телевизијата, и верувам дека сега повторно се чувствувате како тогаш, повторно гледате рефлектори, камери, и верувам дека и во иднина повторно... Ова е убава магична соба. Дека повторно ќе се сретнеме. Јас би посакал и вам. Да, и ќе го продолжиме и овој разговор. Да ви биде емисијата вековите и лековите. Да даде Бог. Лековите, да даде зашто трага по убавите зборови. Апсолютно. А од убавите зборови нема ништо поубаво. Зашто тие го содржат самиот живот, неговата смисла и мисла. Ви благодарам уште еднаш за вашето учество, за вашето присуство, за овој разговор. Реков пред малку, верувам че имаме можности за следни средби, за следни разговори. Се разбира дека оваа емисија е создадена и замислена да биде еден вид трибина, можност да проговорат што повеќе македонски писатели. Ќе говориме за што повеќе теми, а основно ќе говориме за нивниот животен пат, за нивното творештво, затоа што секоја од овие емисии во иднина ќе биде еден мал портрет на авторот и верувам че имаме една збирка, една колекција од авторски емисии, авторски портрети. Ви благодарам уште еднаш и да се гледаме, како што се вели, само за убаво во следни пригоди, во следни, како што рековте вие, еден миг живот, во следни мигови. Во многу мигови. Благодарам. Еве, со поздрав, емисијата е во живо, ни падна микрофонот, ама ја завршивме. Ја завршивме, не е ништо страшно.